Општина Центар распишува јавен повик за доделување еднократна парична помош за пензионери со старосна, семејна, инвалидска или социјална пензија, не повисока од 23.758 денари. Јавниот повик е објавен денеска и важи до 29 ноември. Висината на еднократната финансиска подршка ќе изнесува 2500 денари. Ќе биде по принципот прв дојден, прв услужен, се до исцрпување на средствата предвидени за таа намена, информира првиот човек на општината Горан Герасимовски. Општина Центар трета година поред ја доделува оваа финансиска помош на граѓани кои се со постојано живеалиште на територија на општината. Заинтересираните граѓани треба да достават барање за доделување финансиска подршка на пензионери во социјален ризик, копија од лична карта, копија од трансакцијска сметка, за корисниците на старосна, семејна или инвалидска пензија, доказ од последната примена пензија, потврда чек издаден од банката во која се прима пензијата. А за корисници на социјална пензија, потврда или решение издадено од надлежниот Центар за социјална работа. Барањето е достапно во архива на општина Центар, Скопје, барака 6 и на веб страницата на општината. Потребната документација може да се достави секој работен ден од 9 до 14 часот, информираат од општина Центар. Оваа недела на 17 ноември со почеток од 16 часот во Скопје по повод денот на ослободувањето на Скопје 13 ноември, а во организација на Атлетската федерација на Македонија ќе се одржи традиционалната меѓународна ноќна атлетска трка низ улиците на Скопје 2024. Ноќната атлетска трка е една од најстарите манифестации кај нас и една од најстарите на Балканот и се одржува традиционално секој ноември во чест на ослободувањето на град Скопје. Првата трка била одржана во далечната 1953 година. Се трчало во поединечна и екипна конкуренција. Стартот и целта биле на средината на плоштадот, а должината била 5 километри. На програмата на овогодинешното издание се две трки, и тоа главна трка на 5 километри и детска трка до 12 години на 400 метри, со пријавени на повеќе од 400 учесници во двете трки. Овој настан е во организација на Атлетската федерација на Македонија, а е поддржан од Министерството за спорт, Општина Газибаба и Министерството за внатрешни работи. Стартот и целта на трките ќе биде во недела во близина на Триумфалната капија на централниот плоштад во Скопје. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека утрово во 9:20 часот во дворно место во населбата Керамидница во Скопје била фрлена експлозивна направа. Познат е и идентитетот на повреденото лице по експлозијата. Се работи за Раде Трајковски Штекли, кој веднаш бил пренесен во болница. Од експлозијата со повреди се здобило лицето РТ, кој е пренесен во градската општа болница Свети Наум Охридски за укажување на помош. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, соопшти од МВР. Ова е трет обид за убиство што е направен врз Штекли, откако пред неколку месеци во два наврати во трговскиот центар Изгейт беа изведени два обиди за ликвидација. Екипите на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје во текот на вчерашниот ден подигнале и транспортирале приближно 60 кубни метри отпад од неколку диви депонии, лоцирани во скопските општини Бутел, Центар и Кисела Вода. Подигнати се 30 кубни метри отпад од обемна дива депонија, лоцирана на улицата Боца Иванова, на последната постројка на автобусот 59 во непосредна близина на градските гробишта Бутел. Во општина Центар се интервенирало на булеварот Илинден, како и на улиците Аминта Трети, Борка Талески и Киро Крстевски Платник во близина на средното училиште Лазар Личеновски, каде што се расчистиле вкупно 20 кубни метри претежно кабаст и градежен отпад, одложен на јавни површини. Воедно јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје реализирало и активности во скопската општина Кисела Вода, каде што се отстранети 10 кубни метри отпад од дива депонија, лоцирана на улицата Фредерик Шопен, информираат од ова јавно претпријатие. Вчера утрото избил пожар во кујната во клонот на градинката Детска радост Калинка во населбата Железара, општина Газибаба. Имено на родителите вчера рано изутрина им била испратена порака да не ги носат децата во градинката бидејќи се случил пожар во кујната. Според вработените, пожарот избил во кујната, поточно бојлерот кој бил во кујната. Автоматските осигурувачи спречиле да дојде до поголемо ширење на пожарот и имало само чад. Во текот на вчерашниот ден се чистел инвертарот на целата градинка.
До родителите подоцна пристигнала уште една порака, во која им се укажува доколку можат денес и утре да ги остават децата дома. Оние што мора да ги однесат во градинка, тоа да го направат во објектот Мимуза, каде е лоцирана и управната зграда на градинката во автокоманда. Од Министерството за внатрешни работи го потврдија инцидентот. Велат дека работат на утврдување на причините за пожарот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја